Најнапред би сакала да ја нагласам важноста на одржувањето на ваквите семинари, особено денес кога живееме во едно време во кое што и приватно и професионално сме исполнети од стресни ситуации, со ситуации каде што сме ограничени со одредено време, значи временски рокови и живот кој што го живееме во едно невидено брзење. Ваквите обуки нормално дека се од голема помош како за мене лично, така и за едно искуство кое понатаму би го пренесла и на своите колеги на работа. Значи, можам само позитивни заклучоци да извадам од ваквите семинари и сметам дека се нешто кое што треба се почесто и почесто да се одржува. Како дел од синдикалните активности најмногу одговара да се вклучуваат ваквите видови на семинари, затоа што синдикатот, освен улогата синдикална која што ја има, сметам дека исто така и треба да работи на подобрување на благосостојбата на вработените, затоа што со тоа и ги штити самите работници, ги учи на кој начин да се справуваат во ситуации со стрес, како полесно да ги пребродуваат и како да дојдат до решение по било каков вид на вакви стресни ситуации. Особено СИЕР како синдикат кој што е синдикат на индустрија, енергетика и рударство, значи тоа се области каде што претежно вработените и работниците се од машки род, така да речам. Значи многу е битно да се стави акцент и на жените кои што се вклучени во и се дел од овој синдикат, значи да му се стави една поинаква тежина, да му се даде една поинаква основа и жените кои што се реткост во овие индустрии да се подучат и да се научат на кој начин да се справуваат со стресните ситуации, како од полова област, така и од област на стрес, на рокови и на тежина во работењето. Нормално дека ова ќе биде само плюс и ќе ги мотивира плюс работничките во оваа индустрија да станат дел од синдикатот и затоа сметам дека овој начин на функционирање на синдикатот во една малку поинаква страна би била само позитивна и јас би ја видела како еден вид на мотивација, плюс дополнителна мотивација која што ќе ги мотивира и ќе допринесе да имаат поголем број на синдикални активисти. На крај би сакала само да порачам на жените кои што работат во секторот на тешка индустрија, енергетика и рударство, да станат дел од СИЕР, од овој синдикат, да се вклучат во него, затоа што само така ќе го направат синдикатот и улогата на жените во овој синдикат посилна, а исто така да бидат свесни дека ќе имаат многу придобивки. Значи, една од придобивките е учеството на ваквите семинари, од кои што ќе можат да научат многу. Од една страна како да се справат со стресот, приватно, професионално, а од друга страна има еден убав начин на комуникација, на дружење, на запознавање со колеги од истата индустрија. За почеток би сакала да ја напоменам важноста на ваквиот тип на обуки и семинари организирани од страна на СИЕР и нивните соработници и помагатели. Посебно за личниот раст и развој на секој од нас како учесници. Ваквиот тип на обуки кои што се за soft skills на секој од нас се од големо значение и во приватниот живот, но и во професионалниот, нели? Посебно за нас жените во ова општество каде што е неопходно да знаеме како да се справиме со стресот, како да се справиме со конфликтни ситуации и како правилно да управуваме со времето во секојдневието. Благодарејќи на ваквата соработка помеѓу шведската фондација Олаф Палме, заедно со нашиот синдикален огранок СИЕР, се од големо значение за сите нас. На овој начин ни помагаат да напредуваме, да се спознаеме малку повеќе себе си, а со тоа и однесувањето на другите и како да се справиме со секојдневните проблеми и ситуации со кои што се сретнуваме. Би сакала да изразам голема благодарност до синдикатот, до СИЕР, за ваквите настани кои што ги организира и што имаме можност да бидеме дел од нив. И искрено би сакала да бидеме во што поголем број, па затоа би препорачала на сите жени да се приклучат кон синдикалните организации,
да бидеме што побројни и со тоа би биле навистина и помоќни и ние како жени, но и нашите работни организации и самиот синдикат да ги смени нештата кои што не ни се допаѓаат и да ги уживаме заедно нештата кои што се навистина добри и функционални во ова општество.